Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle, Nahanta. Next is the Macedonian radio program. Please keep listening. Добро вечер и добар ви еден сат во придужба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, голема среќа, убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасел и околината, најнови вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и неколкуте соопштенија. Важно соопштение пристигна од одборот на Сенгајд гробиштата. Тие имат во план да поставуваат цименто измеѓу гробиштата, каде се македонските гробишта, исто така сака да стават и покрив, пагола во близина на нашите македонски гробишта. Во исто време тие порачаат дека празни места има за купување во близина на сегашните македонски гробови и тоа по многу ниска цена. За повеќе информации околу продажбата на местата, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Одиме со поважните вести од Македонија. Николовски вели, референдумот е фалсификат, договор од Преспа е мртов, формиравме изборен штаб. Референдумот е фалсификат, резултатите не ги признаваме, а за да одиме на избори потребно е смена на јавниот обвинител и избор на нов по предлог на опозицијата, формирање на анкетна собраниска комисија за референдумски нерегуларности и избор на техничка влада по пржинскиот модел со оставка на премиерот 100 дена пред избори. Порача председателот на ВМРО ДПМН по седницата на извршниот комитет Николовски. Истакна дека се формирани изборни штабови. Порача дека подпредседателот на партијата Митко Јанчев не бил на состанокот поради болест. Мицотакис бара грчкиот народ да одлучи за договорот од Преспа. Со договорот од Преспа за прв пат на соседна земја и се остапуваат македонска националност и македонски јазик. Од таа причина ние овој договор нема да го ратификуваме, истакна председателот на Нова демократија Куријакис Мицотакис, информираат тамошните медиуми. Обвинувајќи ја за разединестост, актуелната грчка влада, лидерот на опозицијата побарал веднаш по парламентарните избори прашањето со преспанскиот договор да оди на референдум. Ние ќе инсистираме избори колку е можно поскоро. Колку поскоро се оди владата, толку подобро е за земјата. А за прашањето со договорот од Преспа, нека одлучи грчкиот народ. Пред договорот да дојде за ратификација во парламентот, порачал Мицотакис. Прекупувањата меѓу владата и опозицијата особено се интензивира по објавувањето на стенограмите од двете лидерски средби во нашата земја, посебно информацијата за тањата средба меѓу премиерот Заев и европратеничката од Нова демократија Марија Спикари. За грчките власти, средбите на специјалната представничка на Мицотакис ја покажуваат националната неодговорност на лидерот на опозицијата и барат објаснување од Нова демократија, какви доверливи пораки му пренела таа на македонскиот премиер. Одговарајќи на прозивките од грчките власти,
Спираки изјавила дека со Заев се сретнала случајно кога пијала кафе и дека имала само една средба, а не две, како што во својот текст тврди германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung, додека со министерот за надворешни работи Димитров имала неколку средби. За Нова демократија пак велат дека најважниот момент кој што се открива од разговорите е констатацијата на раководството во Скопје, дека Македонија нема да дојде непогодна грчка влада од она на Ципрас за конечно склучување на договор. Бранислав Јаневски од Сител го кажува тоа. Дуи и Беса не размислуваат за избори. ВМРО ДПМН ги свика извршниот и Централниот комитет на партијата. Иако предвремените брзи избори, како што најави Заев се поизвестни, имајќи предвид дека засега нема пратеници од ВМРО ДПМН кои се изјаснале за уставните измени од преспанскиот пакет. Владините Дуи и Беса не размислуваат за ова опција. За нив засега единствено решение е да се обезбедат 81 пратеник и да се спроведе договорното со Грција. Референдумот го смета за успешен бидејќи досега ниту една политичка опција или политичар не добил поддршка од 610.000 избирачи. Од Дуи велат дека во пакетот уставни амандмани тие нема да имат своји предлози, иако во минатото има такви, со цел да се избрза процесот. Ние сме подготвени на избори кога да се одржат. Но во моментот сметаме дека главниот фокус треба да биде во собранието за да се освојат уставните измени и да се имплементира договорот, велат од Беса на Гаши. И тие нема да имат амандмани надвор од договорот со Грција. Речиси известно е дека ако процедурата дојде во собрание, Села е тој кој би ја искористил за поднесување на свој амандман за албанскиот јазик како втор државен јазик, нешто тој го најави уште пред повеќе од еден месец. Тоа може дополнително да се закочи уставните измени од преспанскиот пакет. 2/3 мнозинство од парламентот засега се единствениот фокус по референдумот, вела официјално од владата. Сепак, конечна одлука, преговори со ВМРО ДПМН или избори ќе ја донесат извршниот и централниот одбор на партијата. Таму мислењата се поделени, но доминира ставот дека треба да направат обиди да се придобијат претениците од опозицијската партија. И ВМРО ДПМН вечервана седница на извршниот комитет ќе ги дефинира следните чекори по неуспехот на референдумот во неделата. Мицкоски најави дека по консултациите со претеничката група и партиските тела ВМРО ДПМН ќе донесе одлука во врска со понудата на Заев. Иако се прв избор на власта, конкретни уставни измени се уште не се изготвени, туку се во првична верзија во форма на описен текст. Министерката за правда Десковска појаснува дека ако се обезбеди потребното мнозинство во парламентот, доправа ќе се одлучуваат која институција ќе преземе одговорноста да ги изработи измените, иако за нив најупатени се преговарачите. Жерновски до Иванов. Размислете со каков говор ќе настапите во Обединетите нации. Делегација составена од председателот Ѓорѓи Иванов и заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски деновиве учествуваат во 73-та серија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Иако се во иста делегација, Жерновски се пожали дека бил игнориран од Иванов. На својот Facebook профил тој укажа дека вчера во салата на Генералното собрание седеле на иста маса со председателот, но не размениле ниту еден збор. Иванов во четвртоко ќе настапи со свој говор пред Обединетите нации. Председателе Иванов, македонската иднина е наша заедничка одговорност. Вчера седевме заедно еден до друг во Генералната асамблеја на Обединетите нации во Њу Јорк. Не очекувано не разменивме ниту еден збор. Знаеме зошто, иако седиме под исто знаме. Ние имаме спротив ставени
гледишта за клучното прашање што ја детерминира иднината на нашата земја, наведува Жерновски. Тој додава дека седеле на маса со табличка на која пишува бивша Југословенска република Македонија и дека Иванов не е во право што повикува на бојкот за референдумот. Тоа е вистината, председателе, која вие намерате и свесно ја промолчувате. Затоа морам јавно да ве прашам, ова ли е името кое го браниме? Ова ли е името кое сакате да ни го сочувате? И двајцата многу добро знаеме дека со бојкотиран референдум ние за светот и во наредните децени ќе бидеме поранешни Југословени, кои чекаат пред затворните врати на Европската Унија и НАТО, укажа Жерновски. Тој го повика председателот да размисли како ќе се обрати во Обединетите нации, зарем немаме сила да му покажеме на светот дека Македонија секогаш мора да настапи во ист дрес, особено надвор. Нашите граѓани, нашите деца очекуваат да им обезбедиме сигурна иднина, а тоа представува наша заедничка одговорност, стои на Facebook статусот на Жерновски. Како што јави дописникот на МИА од Вашингтон, Жерновски утре има работна вечера со високата представничка на надворешни политики на Европската Унија Федерика Морегини и со шефовите на држави од Западен Балкан. Претходно ќе има и средба со Метју Нимиц, медијаторот на Обединетите нации во процесот за решавање на спорот за името. А сега, почитувани слушатели, да проследиме уште едно соопштение. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а помните да ги донесите кај Борис во сабота на 28 и недела 29 октомври. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка на нашиот многу сакан и поштован син и брат Доменик Велјановски, со наискрени желби и честитки од се срце му ја честитаме Крштевката, честито име и многу весело детство со сите блиски и сакани. Овие искрени од се срце желби се испратени од тато Крис, мама Кристина и милата сакана сестра Оливија Велјановски. Si kršteva, polna mi je dušava od radost golema. Ajde kume krštevaj, srećno i ja i Lija. Site da mi dojdete, krštevka da pravime, radost da spodelime, da se napijeme. Ajde rad se krene, ajde da zabreme. Gosti mili rodnini, vi ste mi najdragi, sakam da ste veseli, srećni nasmejani. Polna mi je dušava od radost golema, ajde kumo krštevaj, srećno i ja i Lija. Site da mi dojdete, krštevka da pravime,
Со песната Кршевка. На насето мило и сакано внуче Доминик Велјановски му ја честитаме Кршевката, честито благословено име, исто и многу среќни весели денови заедно со сите негови блиски и сакани. На родителите од двете страни честито убавата веселба. Овие убави желби се испратени од дедо Томе и баба Лена Велјановски. Роднини пријатели
со песната Кршевка. На поштованото внучи братуче Доминик Велјановски му ја честитаме Кршевката, воедно му посакуваме здравје, среќа и весело детство и честито име. Овие убави желби се испратени од стрикото Стивен, стрината Тања и милите братучиди Скај, Фајт и Илај сите Велјановски. zdravje.
Да ги проследиме уште една соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесете кај Борис во сабота на 28 и недела 29 октомври. Исто така, пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньукастел организираат прошетка до Сиднеј со автобус и тоа во местото Пакли Маркет. Ова прошетка е во сабота на 17 ноември, со поеѓање на автобусот од предцрковната сала во 7:30 часот со бајлето. Цената е $20 по лице. Одиме со вашите желби и честитки. Со песната Кршевка на саканото внуче и братуџе Доменик Велјановски му ја честитаме Кршевката, честито име и од Бога благословено. Сето тоа го посакува тета Светлана со Мак, како и Ник со Ренај и малата Изабела и Джошуа. Крштевка денес правиме, за чето име славиме, нашето чедо најмило, радост што ни подарило, куќата ни развесели, на Крштевка не покани. Мамино злато, мило на тато, на бабашето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче делино. Мамино злато, мило на тато, на бабашето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче делино. Тука е цела роднина, гости со фамилија, ај сите да наздравиме, честито име да му е, да има детство безгрижно и здраво живо весело. Мамино злато, мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче делино. Мамино злато, мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче делино. Година скоро ке дојди, чедото ке ни проди, ке учи први зборови од мајка што му говори. Големо да ни порасни, за свадба да не покани. Мамино злато, мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче делино. Мамино
se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Anče mori odanče, za tebe kje dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Fustanče bela boja, nevesta da bideš moja. Vreme mi je da se ženam, sakam tebe da te zemam i od tvojte da te baram, zlaten prsten da ti daram. Anče mori odanče, za tebe kje dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Anče mori odanče, za tebe kje dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš.
pesni gordo peve. Pesni gordo peme. Почитувани слушатели, продолжуваме со најновите вести од Македонија. СДСМ и ВМРО ДПМН ги дефинираат следните чекори после референдумот. Владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО ДПМН вечерва на останоци на највисоките партиски дела ги дефинира следните чекори по неделниот референдум во Македонија. Од СДСМ велат дека станува збор за редовен состанок на партиско раководство, а тема ќе биде актуелната политичка состојба во државата по референдумот. На состанокот присуствува целосно раководство предводено од премиерот и лидер на партијата Зоран Заев. Министерите Радмила Шекеринска, Драган Тевдовски, Горан Сугаревски, Лупчо Николовски, градоначалниците на Скопје и на Карпуш, Петре Шилегов и Стеван Богоев, министерите за диаспората Едмон Адеми и пратеници и други членови на извршниот одбор. Пред почетокот на состанокот, ниту еден од членовите на извршниот одбор на СДСМ не сакаше да даде изјава за медиумите, а нема информации дали по завршувањето на состанокот некој ќе се обрати пред новинарските екипи или пак информации од состанокот за состанокот ќе бидат соопштени преку соопштение. Во седишето на ВМРО ДПМН пак вечерва заседува извршниот комитет. Од партијата велат дека ќе се разговара за актуелните состојби во земјата после референдумот. Членот на ИК и на ВМРО ДПМН Костадин Богданов пред вечерашниот состанок изјави дека има опција да се поддржи договорот во собрание или да се оди на предвремени избори. Не знам какво е расположението. Ова е прв состанок по референдумот, но мое лично убедување да се заврши процесот во собрание и дека пратениците треба да ја преземат својата одговорност, кажа Богданов. Пратеникот Драган Данев пак рече дека на изразена волја на граѓаните и непостигнатиот сенсус на референдумот тој нема да гласа за устави измени со цел промена на уставното име. По прашање што доколку има тајно гласање, Данев рече дека ако има тајно гласање ќе излезе на таа седница. На прашање дали е прифатлива опцијата за предвремени избори, тој рече дека за тоа ќе се разговара во телата на партијата. Состаноците на двете најголеми македонски партии се актуелни поради барањето на премиерот Зоран Заев, пратениците од опозицијската ВМРО ДПМН да поддржат уставни измени или да се оди на предвремени избори. Според лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак, нивните пратеници нема да поддржат уставни измени, а во однос на предвремените избори партијата излезе со своји барања. 100 дена претходно да има влада според пржинскиот модел.
Исходот од разговорите меѓу партиите за кои се тврдеше дека ќе почнат деновиве треба да се знае до следната недела. Од идната година катедра на македонски јазик на Универзитетот за странски студии во Кина. Од следната година на Универзитетот за странски студии во Пекинг ќе започне со работа катедра по македонски јазик. Ова е договорено на денешната средба во Скопје меѓу ректорот на Скопскиот универзитет Велимир Стојковски и делегацијата од Универзитетот на странски студии во Пекинг, која престојува во посета на Македонија. Во рамки на посетата, представниците од Кина го посетија и Филозофскиот факултет Блаже Коневски, кој функционира во рамки на Скопскиот универзитет. Заев, процесот е сериозен. Ќе направиме се што можеме со пратениците за да обезбедиме мнозинство. Овој процес е сериозен, ќе се обидиме да обезбедиме 2,3 мнозинство. Со пратениците ќе направиме се што можеме, порача лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев после состанокот на извршниот одбор на партијата. Извршниот одбор на СДСМ на вечерашната седмица заклучил дека пратениците во собранието треба да ја следат јасно изразената волја на мнозинството од над 600.000 граѓани да преземат одговорност и да се забрзат процесите за конечно членство во НАТО и Европската Унија. Доколку тоа не е можно, како што се наведува во партиското соопштение, тогаш веднаш ќе се оди на предвремени парламентарни избори. Извршниот одбор, како што наведува во соопштението, ги областил председателот на СДСМ Зоран Заев и координаторот на пратеничката група Томислав Тунтев да ги преземат сите потребни чекори во насока на подготовка за предвремени парламентарни избори. Огромното мнозинство, над 90% од граѓаните што излегува на гласање, избра за, а порача дека Република Македонија треба да го прифати договорот со Грција и да стане членка на НАТО и Европската Унија со зачуван македонски идентитет. Членовите на извршниот одбор едногласно заклучија дека сега, кога има јасно изразена мнозинска волја, пратениците во собранието на Република Македонија треба да го следат гласот на мнозинството од над 600.000 граѓани да преземат одговорност и да се забрзаат процесите за конечно членство во НАТО и Европската Унија. Нешто и за здравјето. Лекарите загрижени. Овој лек го земаме на своја рака, а носи сериозни последици. Некои истражувања од порано покажуваат дека аспиринот може потенцијално да го намали ризикот од срцеви напади и рак, а некои пак укажуваат на тоа дека евентуални непосакувани ефекти од аспиринот како крварење и чир ги ставаат во сенка неговите добри страни. Сега ново истражување објавено во магазинот New England Journal of Medicine тврди дека секојдневното земење на аспирин може да понуди некои здравствени предности за постарите лица, но воедно им носи и потенцијални ризици. Според конечните заклучоци од ова најново истражување се чини дека константното користење на аспирин не придонесува во голема мерка за зачувување на здравјето кај постарите лица, како и тоа дека не го намалува ризикот од кардиоваскуларните болести. Имено навиката за редовно земање аспирин е поврзана со поголем ризик од обилно крварење и зголемување на стапката на смртност. Во период од 5 години, кога што траеше ова истражување, научниците не открија значајни здравствени предности кај луѓето кои користат аспирин, а на поединечни испитаници им дава и плацебо таблети за да ја тестираат можноста за лажно чувство. Помеѓу 920 лица кои редовно земале аспирин, голем број од нив умреле, односно станале инвалиди или развиле деменција во споредба со 914 испитаници кои примале плацебо таблети. Во споредба со плацебо групата, оние кои во ова истражување земале аспирин, заклучено е дека имат поголем ризик од големо крварење и чести непосакувани ефекти од овој лек. На крај, научниците предупредуваат дека нивното истражување не се занимавало директно со тоа дали постарите лица кои се здрави, а кои користат аспирин за примерна превенција треба да продолжат или да прекинат со неговата употреба. Пушењето го зголемува ризикот од мозочен удар. Според Универзитетот на Мериленд, мажите под 50 годишна возраст, колку повеќе пушат, толку повеќе се зголемува опасност од мозочен удар кај нив.
Во ново истражување учествувале две групи. Првата била составена од 615 мажи на возраст од меѓу 15 и 49 години, кои доживеале удар, а другата од 530 мажи кои не претрпеле такво нешто. Резултатите посочуваат дека мажите под 50 години кои пушат имат 88% поголеми шанси да добијат мозичен удар. Кај мажите кои пушат помалку од 11 цигари дневно имат 46% поголема веројатност да претрпат удар од оние што никогаш не пушат. Најстраствените пушачи кои пушат барем 2 кутии цигари на дено имат речиси 5 пати поголема веројатност да добијат мозочен удар од непушачите. На самиот крај, почитувани слушатели, на ова програма сакам да ви пожелам добро здравје, голема успех во иднина, во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM